Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е втора емисија од циклусот емисии кои се исклучиво тесно врзани за одредени болести кои посебно во ово време, во ова денес динамика на присуство силни проблеми врзани како за здравството, што мене посебно ме интересира као доктор невропсихијатар, така и за другите состојби. Наиме, сведоци сме на присуство на еден голем број, се повеќе и повеќе барања, молби и посети во како психијатриските ординации, во ординациите по интерна медицина и ординациите по општа медицина, барање помош од страна на докторите за состојбата која е тесно врзана за нивната анксиозност, за нивната паника и страв, а посебно за една од денес се повеќе драматично присутна болест наречена депресија. Во ова емисија ќе зборувам јас за болеста депресија. Колегиницата госпоѓа Маја, психолог, ќе зборува за депресијата и случај ќе презентира од својата пракса во нејзината работа. Наиме, ќе се послужам исто така со многу карактеристични примери од мојата пракса кои ќе ги презентирам пред вас, за да полесно и поедноставно ја осознаете вистината за болеста депресија. Веднаш да дефиницијата депресија што значи? Што значи зборот депресија? Што денес многу често е присутен меѓу луѓето од било која возраст и од било кој пол, односно машко, женско, постарели и помлади. Оно што е специфично драматично депресијата веќе се присутна меѓу младите генерации, што всушност ги збунува во нивното однесување и им го менува нивното однесување. Зборот депресија потекнува од латинскиот збор депресио и означува душевна потиштеност или безволност, или нерасположеност, немотивираност, желба за поспаност, изгубена желба за волја, присутен некој неодреден страв со успорени мисли во говорот, во разговорот, со присутно многу јасно видливо една состојба наречена афект, која драматично му ја менува неговата личност, со тажни, меланхолични или депресивни мисли за размислување на смрт и така натака. Односно, со други зборови, кај пациентот секогаш е присутна така наречената анхедонија, а во превод анхедонија значи невозможност да доживее лагодност, да доживее радост, да доживи милост на секојдневието. Ке се сам еден интересен случај од колега доктор хирург. Наиме, во тоа несреќно време 48 година, инаку колегата беше во доста возрастни години, во тоа несреќно време 48, односно 50 година, бидува осуден на Голи оток 7 години. Инаку, бил пред дипломирање на медицински факултет во Белград со уште 2 испита. Неговата сопруга ме побара да дојдам на разговор и затекнав една многу драматично истрошена личност, која всушност личност, на жалост, ги преживува сите оние 7 години проведени на Голиот оток и сите тие други тешки недачи кои го прателе во животот после доаѓањето од Голиот оток и парадокс, тие кои му биле представници во затворот на Голиот оток, подоцна му биле и негови пациенти. Наиме, затекнав една, да кажем, руина од личност. Еден немоќен човек во 70 и нешто години возраст,
со едно успорено мислење, со еден тажен поглед, со едно лице буквално изменето, опадната коса, со еден неуреден изглед, запоставен во сето тоа на што порано беше друг човек, сега веќе не може да го препознам човекот. Ке него беше поставена диагнозата депресија и е лечен со различити лекови од групата на антидепресиви, зашто ќе зборам подоцна. Меѓутоа, се сетив на една многу позната реченица од латинскиот збор, која вели vale tutto benum optima, односно во преводот значи здравјето е најголемото богатство, најголемата вредност. Навистина, околу колегата имаше доста потреба да му се помогне, и као човек, и као колега кој многу животи подоцна као хирург има спасено, што ме заинтригира навистина да му помогнам во сиот тој дел каде што доминантно беше присутна тагата, тажното расположение, анхедонијата и немоќта да се справи со тој душевен проблем. За да го приближам поблиску тој момент до гледачите, што и често тоа во ординација го зборувам кога пациент е со мене, покушам на еден народен јазик, на еден народен начин да го објаснам сето тоа. Наиме, човекот е обкружен со еден огромен број на рој мисли, поготово ако тие рој мисли во главата се лоши, негативни мисли. Сите тие негативни рој на мисли во него, значи психолошки и психијатриски, ја менуваат неговата личност, ја менуваат неговата структура. Станува друг човек. Во управо тој момент се појавуваат така наречени телесни или психосоматски симптоми. Што значи преводот психосоматски? Значи мислите од главата, сома е тело, делуваат врз телото, а пациентот то дејство на тие лоши мисли ги доживува многу специфично. Било како тахикардија, било како гушење, било како стенокардија, болови во градниот кош, тресење на раце, немоќ, слабост и така натака. Тие тегови понатаму ги доживува во уште подраматичен начин, психосоматски, со пореметен сон, лош сон, морија и мачење во сонот, лош апетит, проблеми со концентрацијата, проблеми со контактирањето во средината и веќе таа потиштеност, таа безволност, таа нерасположеност, први кој ја приметуваат, ја приметува семејството, односно најблиските кои се со него. Бидејќи во сите тие ситуации, значи кога имаме рој на лоши мисли во глава, делуваат психосоматски, значи делуваат на телото, а телото веќе ги манифестира тие знаци. Всушност, главен збор кој диктира како да се однесува човекот е наречен афект. Афектот, всушност, дефиницијата за афектот значи изненада настанат голем, неподнослив момент на присуство, на страв, на уплашеност, на бес. Сетите се некогаш кога некој ве испровоцира, вие сте во таа ситуација на афектна состојба кога сте спремни и да реагирате, поготово кога треба да заштитите своето дете или некој член од фамилијата. Сето тоа, како последица на едно подолго време постоење во човекот, под дејство на тој силен афект, под дејство на сите тие моменти кои буквално се менуваат во или го менуваат човекот во неговото однесување. Затоа ќе ви се заведем пример. Директор во една фирма, умира татко негов
возраста на директорот по професија инаку економиста, возраста на директорот беше негде отприлика 62-3 години, човек пред пензија. Одеднаш неговата сопруга и неговите два сина приметува дека таткото ја има сосем друга личност од моментот кај себе кога се вратиле од закупот на својот роден татко. Направив контакти повеќе, бев повикан. Обично ми требаше 3 до 4 средби за да навистина каже вистината која го мачи, што е оно што се случува со него. Тогаш за прв пат ми кажа нешто што можда не беше свесно неговото семејство. Дека таа тага и врзана за таткото е врзана од најрани години, кој едино му давал подкрепа во школувањето, во студирањето и во сите оние други морални, односно финансиски, материјални трошкови, при што во една прилика рекол, можда она што требаше да купам, да јадам или да облечем на себе, јас ги давав парите за тебе, само са гледа во тебе излез. Сите тие зборови, натоложени со години и губитокот на таа драга личност, ништо друго него во него разви депресивна слика на една душевно потиштена личност кај која волјата како динамизам е отпадната, кај што се јавува сега еден индиректен, неоснован страв да таа негова состојба не нашкоди на фамилијата, не доведе фамилијата во непријатна ситуација. Значи направи еден така наречен циркулус вициозус, еден кружен ток на силни број на присуство на кога полесни, кога потешки афекти кои го доведуваат во непријатна ситуација. Една од првите особи која приметила неговата состојба беше неговата сопруга и ми објасна. Видов дека нешто се случува со мојот сопруг и затоа ве барав вас. Латините користат една многу убава реченица за таа состојба, вели vultus est index animi, значи лицето на човекот е предавник на душата. Колку голема вистина. Станува збор за болеста депресија, која денес, нажалост, се повеќе присутна. Депресијата ја разликуваме од присуството кај секој нас на така наречената нормална тага, нормална жалост. Кога изгубиме некој драг пријател или кога нешто ни се случи непредвидено, нешто непријатно, ние секогаш ќе имаме за пропуштеното одредена тага. Меѓутоа, во состојбата на вистинската депресија постојат одредени симптоми кои ја карактеризираат личноста. Кај таквите луѓе постои тажно, загрозено, остава впечаток дека ќе живее уште еден ден, лицето му е тажно, погледот му е свртен према земја, не сака да разговара, повлечен многу во себе. Сите негови движења се успорени, говорот е тих, мјаукав говор кој буквално само што не каже, па оставите ме на мира, ја веќе знам дека со мене завршено. Во разговорот секогаш ќе бара или ќе се асоцира на некои специфични моменти од неговата прошост, кои всушност се предизвикот на ситуацијата во која се наоѓа. Значи, депресијата всушност представува збирно, генерално сознание за докторот дека таквиот човек, таквиот пациент, таквата личност
буквално манифестира мрзоволност, незадоволно од себе и околината, лошо расположение, агресивност према себе, тажно и многу битно реагирање на се оно што околу него се случува. Во разговорите концентрацијата му е неприсутно добро или комплетно, разговорот му е така наречен телеграфски разговор. На прашањето одговара со да, не или ќути едноставно. Во однесувањето покретите се многу спори, оттежнати. Оно што велат во говорот, просто мислите да му ги едноставно вадите као со клешта. Пропратени моменти кои се тука присутни, како видно присутни, зборува за проблеми со спиењето, со сонот, со несоницата, со моријата, со лошиот апетит, лошата столица, уопште лошото менаџирање на текот на денот кај таквата личност. Се враќаме на оној момент, значи психичкиот момент на ројот на мисли во главата делуваат соматски. Соматскиот дел се манифестира со различити знаци. Соматски, например, осеќа непријатно чувство околу срцето, осеќа непријатни чувства кај други се то манифестира непријатни чувства во градите. Нешто го гуши, нешто се случува што мисли ке му го загрози животот. Осеќа во тие битни ситуации што е малку за изненадувачки, има агресивност према своите блиски, бидејќи што се случува кога подолго време покушувал да ги едноставно игнорира домашните, они не реагирале на сето тоа, сега тој станува мазохист. Мазохист значи почува себе да се мачи, за да ги натера да домашните се сврзат кон неговата личност, за која треба да и помогнат. Тој садомазохизам сега ги мачеше другите, не успева мачењето, сега почува, сега јас себе ќе се мачам да ви докажам дека сум сериозно болен, а вие тоа не можете да го сватите и да зберете. Тука ќе направам краток прекид, бидејќи за мене една изузетно важна моја личност, почитувана личност, госпоѓа психолог Маја, која сакам да дополни, да каже од своето професионално искуство, веројатно и она имала примери на присуство на депресија кај младата популација, па би замолил она малку сега да даде свое видување на таа слика, односно на таа душевна потиштеност, без разлика што е то дете од 10-12 и кај нив постои ова појава. Па би замолил госпоđа психолог да малку повеќе објасни, бидејќи во нашите разговори претходно пред нашите настапи она изнесе еден голем број на своји случаи при кои што навистина ми ја потврди ситуацијата на присуството на депресија кај мајка. Благодарам. Значи, присуството на депресијата кај децата посебно е многу поизразена и многу потешка за откривање отколку кај возрастните. Возрастните тие знаци ги манифестираат така што можат да бидат забележани од блиската околина, додека децата многу почесто ги потиснуваат во себе си. Тие знаци најчесто се одразуваат во нивното учење. Значи, првите знаци, децата кои што посебно учениците ги одразуваат се во нивното училиште. Начинот на кој што доттогаш работеле и сегашниот начин на работа кој што се карактеризира со намалено учење, ученик со солидно поведение, кој што тоа поведение се намалува, исто така и запаѓа во некои проблеми кои што доттогаш тоа дете не присуствувало на такви и не давало такви знаци на болест,
на болест или на состојбата. На начинот на функционирање во таа состојба. Значи, ќе ви изнесам еден случај кој што навистина беше драматичен за мене, зашто како психолог во училиште не очекував дека може да се сретнеме со такви страшни нешта кај децата. Значи, ученик од некои 12-13 години кој што ви кажав, тоа солидно учење, тоа солидно поведение, наеднаш наставников забележува дека има промени во однесување кај тоа дете. Тоа дете значи манифестира работи што доттогаш не ги манифестирало и првите знаци ги забележува неговиот наставник кој што бара помош од стручните соработници во установата. Тоа се случува значи во сите училишта, така оди практиката на работа. Да, редоследот на работа кој што го повикуваме тоа дете на разговор за да ги разгледаме можностите зошто дошло до такво нешто. До таа промена. До таа промена, да, тоа изменето однесување кај тоа дете. Значи ученикот кој што ги покажува тие знаци се кога доаѓа на разговор. Значи може значи да ги забележиме тие знаци уште од неговото однесување, неговата поставеност во ставот кога влегува, значи може да заприметиме среќно, расположено дете, но исто така може да заприметиме и дете кој што има проблем. Значи неговиот поглед е тажен, тој не е заинтересиран за средината во која што влегува, значи не е заинтересиран за учењето. И не му е проблем да ги изнеси работите на поагресивен начин. А таа агресивност децата ја изнесуваат кога не се задоволни од тоа што му се случува внатре во нив. Да, баш така. При разговорот, значи првите разговори, што е нормално кога станува збор за деца кои што се влезени во пубертет, да одбиваат да разговараат и да стекнете доверба во нив, треба да му донесете до знаење дека сето она што се случува помеѓу нас ќе остане тука во просторијата каде што разговараме како психолог и ученик кој што треба да има доверба во вас. Да, после одредени разговори по подолг период за да ја стекнеме таа доверба, значи дојдовме до искажување на она што му тежи на тоа дете. Значи, после многу колебење, значи, наедно тие разговори, детето почнува да плаче. Значи, буквално плаче и кажува дека сака да го каже тоа што му тежи, ама чувствува голем страв од неговиот татко, бидејќи не смее да го дознае тоа, зашто ќе биде многу страшно. Страшното е тоа што детето трпело физички малтретирање во неговиот дом заедно со неговата мајка. Тие физички малтретирања најчесто биле насочени кон неговата мајка заради одредени работи што неговиот татко мислел дека се грешни. Со тоа што изразувал насилство врз нив, физичко насилство врз мајката, кој што не дозволувал да излезе надвор од нивните врати во домот, а детето цело време било присутно и сведок на сите тие сценарија во нивниот дом. Значи, ќе бидам директна, тие насилства се однесувале во тоа што ја тепал, физички ја тепал, значи крвта што течела во домот, на зидовите од куќата, не дозволувал да се бриши, затоа што сакал да го гледа цело време тоа сопругата, за да не ги прави понатаму грешките, што тој мисли дека се грешки. А детето цело време сведок на сите тие случувања, ги затнувало ушите, се покривало во неговата соба со кебе за да не го слуша врисоците на мајката, молбите да се прекина сите тие насилства, но сето тоа продолжувало се понатаму и детето почнува да чувствува одбивност кон работи што го потсетуваат на случувањата дома, што е нормално. Во таква ситуација тоа не е заинтересирано за учење, не е заинтересирано за дружење, има одбивност кон работи што го потсетуваат. Прв еден знак што го заприметив кај него, има одбивност кон црвената боја. Опростите ми само за еден момент. Страшно ме вратите сега повеќе години уназад, после сум повеќе 38 години доктор. Имав пациентка која на 18 годишна возраст била силована од нејзиниот претпоставен шеф во магазин над вреќи со брашно, каде што брашното било покриено со зелена боја од завеси. Многу напор ми требаше да ја осознам зашто не ја сака зелената боја, што управо изузетно сликовито добро го прикажате овој случај. Овакви примери, ово се примери на афект. Примери на афект. Опростите вака што. Сакам, ме подсетивте на мојата прошлост, мој случај, на мои пациенти така.
Опрости. Значи, бивноста кон црвената боја ја давал со тоа што се отсликувала врз неговата личност, бојата на крвта на неговата мајка, што ја гледал цело време во нивниот дом. Значи, работата со такви ученици е многу тешка, бидејќи улогата на психологот во училиштето не е само да ги работи административните работи, затоа што доаѓаме до сознание на многу тешки состојби, каде што треба да му помогнеме и на ученикот и на неговото семејство, а всушност и да ја стекнеме нивната доверба за да го направат тој чекор понатаму кој што е потребен за да се прекини сето тоа. Значи, како психолози имаме голема улога во значењето на развојот на децата. И битна улога во развојот на децата, од кои што денеска ќе ви издвојам некои фактори кои што се важни за тоа емоционално несување кое што се развива во текот на животот кај една личност. Значи, сега една личност зборуваме, некај стрикно кај деца. Значи, денеска зборуваме за депресијата, ќе се насочиме кон факторите кои што влијаат врз таа депресија, кои се позитивни, кои се негативни. Позитивните, значи, имаме прв фактор, имаме ведрината, односно спротивна карактеристика е потиштеноста. Додека преовладува потиштеноста или депримираноста, имаме песимистичко гледање на иднината, чувство на загриженост и осаменост. Изврсно. Додека ведрината ни е спротивна карактеристика на потиштеноста. Да, баш така. Емоционалната незрелост е многу честа кај личности, која што се изразува со брзи и лесни емоционални реагирања, неконтролирање на своите емоционални манифестации, додека пак емоционалната зрелост имаме контролирање на своите емоционални манифестации, на својата емоционална природа, без нагли избувнување и давање знаци на плачење, смеење непотребно, значи контролирање на својот емоционален живот во праксата. Потоа имаме трета основна карактеристика, исто така која што многу честа е нервозата и ладнокрвноста. Нервозата всушност се манифестира со очаен немир, неможност да се остане мирен во една одредена ситуација и многу брза раздразливост. Додека пак ладнокрвноста е способност да се одржи ладнокрвност или сталоженост во една неочекувана ситуација при делување на некои непријатни дразни. Имаме како четврта особина во функционирањето на една личност, која што се надоврзува на претходните три кои што ги наведивме: ведрината и потиштеноста, емоционалната незрелост и емоционалната зрелост и нервозата и ладнокрвноста, или многу често се јавуваат заедно е трајното расположение. Тоа значи состојба односно кое што лесно се преминува од задоволство во стреќа и од задоволство во стреќа во состојба каде што се преминува во незадоволство и потиштеност. Значи, многу често знаеме дека сите тие ситуации може од расположение кое што е видно една мала дразба на тие личности да му дојде во состојба да плаче. Да, драстични. Да, драстични промени. И последната карактеристика која што сакав да ја нагласам е уравнотежоста и егоцентричноста. Значи, тоа се карактеризира со објективно оценување на себе си и ситуацијата во која што поединецот се наоѓа, за разлика од склоноста за постојано заинтересирање за себе и необјективно гледање на работите за себе, односно егоцентричноста. Управо госпоѓа психолог перфектно даде една илустрација колку младата личност од најрана возраст е спремна да биде квалитетно усмерена во еден добар живот или е усмерена кон она лоша страна со насилје, зло, пакоси и ред други негативни моменти кои се денес ние зато имаме и во психијатријата, тоа се вика една пенална психоза или ганцерова психоза. Тоа е психоза која денес секој човек кој проведел повеќе од неполна година во затворени услови во затвор, конкретно веќе е измената личност. Управо веќе станува дементна личност. Ако ми дозволите да продолжам. Постојат две основни форми на депресија. Постојат така наречени прости облици на депресија и постојат така наречени сложени облици на депресија.
во простите облици на депресија спаѓа анксиозност, значи стравот, агитирана депресија, возбуденост, понатаму дисформација или дисфорично однесување. Значи, што вели госпоđа психолог, од полно расположение почне да плаче или од плаче почне да се смее. Понатаму, постои така наречена депресија со суманутост. Суманутост значи во превод погрешни мисли. Често пати сум имал прилика да слушам и сум имал такво едно вештачење, управо беше врзано за то. Човекот влегол во ресторан со сопругата, случајно гледал некој друг во тој правец, станал и физички го нападнал. Значи, мислел дека му ја гледа сопругата, овој човек поима нема, он случајно вртел со главата да види дали некој му е пријател тука присутен, дошло до појава на суманутост која го натерала да направи физичко насилје. Има една друга група во многу потежок облик и во многу потешка форма. Тоа е така наречена нихилистичка депресија. Ќе ви кажам случај од ординација. Кога го донесе стариот татко на преглед, синот и керката. И кога објаснува кој ве причини, го прашам таткото, а кој се овие, реков, што ве донесе? Не знам, рече, не ги познавам, не знам, не познате луѓе. И керката уплашена, возбудена, тато рече, јас сам, каже. Не, ти си туѓа жена, не те познавам. Значи, нихилистичката депресија е една од тешките форми каде што пациентот едноставно најблиските со кои живеел цел живот не ги признава. Втора една тешка депресија од сложените облици, тоа е така наречена деперсонализација и дереализација. Ако го прашате кој сум јас, кој сте вие, например, ако го прашате, он веќе сега ќе ви каже во 1000 филмови дека он е некој милиардер, милионер. Ја велам, добро, ајде ми требат 100.000, о докторе, какви 100.000, дај ми лист хартија да ти напишем колку сакаш, 100.000, не, еве ти милион. Значи, нереално ја сваќа, ја прифаќа ситуација. Или, уште потешка форма, тоа е ценестопатската депресија. Вели, докторе, гледате, ја немам рака. Како реком, што е? Па нема, рече, она ми виси, она не ми користи ништо. Ако фатам со неја лажица или чаша, чашата ми паја. Ај, реков, да видам. И онда видов оној гриф карактериси. Намерно ја фаќа чашата, кога ја ги дигне, а фактички ја крши за да потврди дека навистина руката му е присутна, му е отсутна од болест. Или една форма што денес во сите ординации по општа медицина, невропсихијатрија, интерна медицина, хирургија е така наречената депресија со хипохондрија. Пациентот е во состојба на 10 места да оди и сите тие 10 доктори да му кажат се е во ред, ама 11-тиот ќе каже, ама слушај, нешто не ми се свиѓа во твоите плуќа има некоја црна точка. И он веќе готов, овие 10 не важат, што крако него, јас имам рак. Таа хипохондрија денес, на жалост, многу присутна кај интелектуалците. Оно што е најбитно во депресијата, каде што е присутно неоснована жалост, неоснована тага, најбитен фактор е присутно, само еден збор ја објаснува, агресивност. На почетокот агресивноста е усмерена кон семејството, за да подоцна, пошто семејството не реагира на таа агресивност, сега ја усмерува према себе, станува мазокист и влегува во болеста на депресија. Меѓу болести кои често пати ги нарекуваме гранични болести,
и сите ние сме се сретнале со тие болести, колеги од било која профилна медицинска струка, се, например, тиковите, анксиозноста, невротизацијата, психичката исцрпеност, сите тие имаат близко со депресија. Мој професор кон кого имам голем почит, во една прилика рече една многу јака реченица. Анксиозност или страх, која 3 пати се повторува во пациентот со нејзиното присуство, размислувај за депресија. Скриена форма на депресија. И навистина во тоа се уверив дека сите тие медикаменти за решавањето на стравот не помогнале, веќе кај него се развила депресија. Мислам дека истите вие сознание ги имате и во контакт со вашите ученици, пошто имате едно големо искуство работно, ќе се сложите дека тие силни, присутни, агитирани, неуротизирани, соматизирани, сите тие дисфорични, така натака, состави сте имале прилика да ги видите. Управо оно што јас велам, верувајте ми, учителката во првите години на школото е светиња за ученикот. Психологот е мајката на детето, а ние подосна го прифаќаме оно што психологот го координира и го продолжуваме, бидејќи корените се тука. Се битни за искоренување на тоа што се случило. Бораве во Пекинг некаде околу неполни 3 недели, доживев една многу интересна ситуација. Колегата кај кого бев, пошто тој претходно беше кај мене, ме однесе во паркот на учениците. Во паркот на учениците што ми покажа? Ово рече, овие дрва не ги садеше општината, секој ученик. Кога ќе го засети дрвото, за да полага 4-та година матурски испит, комисијата прво доаѓа да го види дрвото. Па добро велам, ако е скршено. Ако е скршено, се гледа дека е скршено, сади друго. Како ќе се однесува према тоа дрво, така ќе се однесува целиот живот. Колку племенито, хумано. Така да, депресијата е сериозна работа, апсолутно го делам вашето мислење дека е присутна и кај младата популација, и кај постарата, и кај машкиот и кај женскиот пол. Меѓутоа, во ово тешко, драматично време, ги молам оние кои гледат оваа емисија, нека сватат да не се либат и нека бараат помош, и ми е потребно да не тонат се повеќе и повеќе во сериозни проблеми. Инаку, депресијата е болест која перфектно се лечи. Према терапијата постојат 3 карактеристични групи. Група на чисти антидепресиви со анксиолитици, значи решава прашањето на депресијата и стравот, и така наречени депресиви со стенички, како се вели, со стимулирање. Према тоа, додатно на тоа се користат група на лекови од типот на хипнотици, решавање на сонот, група на тоа се користат лекови од типот на седативи, значи една палета на еден перфектен, мирен, опуштен колаж на терапија која во личноста дава здрав човек. Ево, тоа беше моето сериозно и мислењето на госпоѓа психолог, пада и она уште даде завршната реч, завршниот збор, пошто ми е битно и со задоволство ги слушам нејзините зборови секогаш кога разговараме. Благодарам, значи многу. Јас би сакала за крај само да кажам дека да се обрнува многу поголемо внимание врз развојот на нашите деца, зашто тие ги покажуваат знаците и не е срамота да побараме помош, дури е
проблемот на почеток, зашто многу полесно се искоренува кога проблемот се најдува на некој фаза на појавување, отколку да влези во тие подлабоки фази кои што ги објасни докторот каде што треба, значи работа со личноста многу потешко и многу поголеми терапии. Додека ако се открие навреме со помош на третмани, реедукација и советување, значи тие проблеми можеме да ги искорениме многу полесно и многу побрзо. Совршено се сложувам, управо така. Да не дојдеме до тоа нарушување на личноста кое што понатаму ќе му го поремети животниот тек на таа личност. Апсолутно. Не само личност, во прашање семејството, замисли да он има семејство позад себе, има поширок круг, значи тонењето ќе биде драматично. Синџир на поврзани живење кој што треба да го работиме комплетно за да можеме да дојдеме до позитивни резултати. Од мене до вас, гледачи, поздрав. Овие емисии што ние ги спремаме, ги правиме едукативно, не се комерцијални, никој не финансира. Сем еден наш близок пријател кој има своја аутосервис фирма со Джони името, тој најде најхумано и најплеменито да учествува во нашето финансирање на оваа емисија. Други спонзори или комерцијално во оваа ситуација немаме. Вие вака ваше, мислам треба и вие да кажете да искажете таа благодарност и ја делите таа благодарност. Да, значи ја делам цела благодарност и благодарам за поканата да бидам дел од вашите емисии. Ми е голема чест тоа што можам да работам и да учам од голем професионалец како што е докторот невропсихијатар кој што ни пружи на вистина ни го отворат патот понатаму на ние младите да можеме да работиме и да се справуваме со проблемите кои што идат во иднина, а иднината која што е многу тешка за одење во овие тешки времиња кои што ни престојат пред нас. Ви благодарам. Уште еднаш голема благодарност во моје име и име на госпоѓа психолог Маја, кон Никола, собственикот на аутосервис Джони, кој ни ја овозможи и ни ги овозможи овие емисии. До нашето наредно видување, користите и нашите телефони кои стојат во контакт на емисијата, за било каков разговор, секогаш ви стоиме на располагање. Ви посакуваме добра ноќ и убава иднина.